Здраво сите, добро, во втората епизода на новиот серијал говориме за фудбал, каде што ќе зборуваме за многу работи во фудбалскиот свет, давајќи своје мислење и анализирање некои делови кои што сметам дека се нито како контроверзни. Денес ќе пробатуваме 3 фудбалски тактики кои што FIFA ги забранила, ќе објасниме нивното користење и ќе навлеземе во причината зашто тие биле забранети. А сега можеме да почнеме. Во финалето на Европското првенство во 1992 година се сретна репрезентациите на Германија и Данска. Германија губеше со 2:0, а Јирген Клисман го чекаше Каспер Шмајхел да изведе гол-аут. Данска голман задржуваше топката во своите раце за тоа што правеше неколку тапкања во место, подоцна му ја даваше на шторперот и шторперот одмah му враќаше на него, пошто Шмајхел ја земаше топката во раце. Според тогашните правила, обранениот играч можеше да му врати топката на голманот колку што сака и голманот можеше да ја прими таа топка во раце колку што сака. Постарите љубители на фудбалот се сеќаваат дека ново европско првенство Данска се квалификуваше само затоа што Југославија се откажа од играње на ново првенство заради тековната воена состојба. На овој начин Данска става најсреќен победник на европските првенства на сите времења. Тактиката на Шмајхел беше брутална Валкана. Прими го пасот од играчот, почека и противничко напаѓачот да се доближи и потоа дигна топката во раце. Ова можеше се направи безброј многу пати. Напаѓачот останува само гледач, времето продолжува да поминува, а утакмицата се умртвува. Но Данска не го измисли ова правило, ниту пак беше првата репрезентација која искористуваше оваа дупка во правилата на FIFA. Но процесот на менување на правилата всушност започна пред европското. Од оговлекувањето на Каспер Шмајхел не беше моментот кој што ја предизвикала промена, туку беше неговиот последен ефект. Неколку недели подоцна артикол 12 од законникот на FIFA се смени за секогаш. Голманите повеќе не смеа да приберат топка во раце која што дошла директно од неговиот соиграч. Кршење на ова правило ќе резултира со индиректен удар, односно удар од внатрешноста на 16-тникот. Првите недели од клупската сезона 1992-1993 година произведува исто така комедија која што произведува и трагедија. Но сепак долгорочниот ефект и тоа како имаше голем значај и беше и тоа како оправдан. Играта беше потечна и се зголеми бројот на постигнати погодоци. Тогаш фудбалскиот свет научи важна лекција. FIFA не забранува правила на база на тоа дали тие се нефер спрема одредени екипи, туку FIFA ги забранува оние правила кои сериозно влијаат на забавниот фактор на играта, кој што е еден од најголемите фактори за привлекување на пари и инвестиции. Во италијанскиот фудбалски свет постои збор кој што се вика фурбо, кој што грубо преведено значи мамење. И се однесува на досетливоста на еден играч да направи пренос во игра каде што постојат закони. Да бидеш прониклив во одредени ситуации воопшто не се сметаше за неспортски, туку тоа се сметаше за многу паметна одлука и даваше голема предност во секоја ситуација. Да антиципирате контакт и да го зголемите ударот во нешто за кое што судијата може да свирне пенал, беше и докако досетлива работа. Со овој начин напаѓачите го прилагодува своето движење, наместо да дрибла по секоја цена, тие едноставно пробува само да изгубат контакт за судијата да може да свирне пенал, а како што знае пеналот е најголемата шанса за давање гол. Насекаде имаше превеличување минимален контакт и театрално паѓање за да се зголеми впечатокот кај главниот судија за полесно да свирне пенал. Сите овие работи беа ултрапродуктивни се доека не дојде нивниот крај. Првичниот одговор на FIFA кон ова мамење беше тоа што им се судиите беше кажувано да го поменуваат играчите за вакво несување. Теоретски казната за голема видлива симулација беше жолт картон, но таа казна беше многу ретко употребувана. Но фундаменталната трансформација на толкувањето на овој закон влезе во полн сјај со имплементирањето на VAR, односно можноста на судијата да го прегледа инцидентно прашање на телевизор, каде што може колку пати сака да ја прегледа ситуацијата или да ја успори за да може да види подобро. Така да ако судијата првично досудил пенал за симулирање, тој можеше да прегледа снимката, да утврди дека тука не станува збор за прекршок и да му даде жолт картон на противничкиот играч. Но со самото постоење на ваква технологија, односно со самото постоење на оваа помош што ќе имаат судиите, играчите автоматски почна помалку да симулираат затоа што знаат дека жолтот картон ќе биде неизбежен. Статистички гледано, од имплементирањето на вара па наваму, дрстично е намален број на досудени пенали. Но тоа не значи дека симулирањето целосно го снема, играчите се уште симулираат и пробуваат да изнудат фаули, но ако тоа се случи во 16-тникот, шансата да добијат пенал се намали драстично. На светското првенство во Катар во 2022 година се случи нешто што до тогаш го немавме видено. Повеќето надпревари беа продолжувани за најмалку 10 минути. Например, надпреварот каде што играше Англија против Иран траеше 117 минути. Ова не беше случајност, ова беше целосно
Искористување на правилата на FIFA. Времетрањето на играње ефективен фудбал во еден надпревар беше релативност. На таблите пишуваше 90 минути, но вистинското времетрање на ефективен фудбал беше 55 до 60 минути. Останатото време се употребуваше во трошење на време, односно намерно, па и до некој мера имаше ненамерни ситуации каде што играта беше запрена, односно немаше течна игра на теренот, а времето течеше, така да мораше да се смени нешто. Намерно договлекување на времето им одговараше на тимовите кои што беа во предност. А тоа го правеа преку задржувањето на изведување на аути, на корнери, одеа многу споро кога требаше да излезе некој играч, односно при замени играчите што требаше да излезат одеа многу споро. Голманите многу се задржува при изведување на голаут. Од секогаш постојало правилото дека голманот може да држи топката во врата само 6 секунди во неговиот простор, но тоа правило многу ретко беше имплементирано. Но светското првенство во Катар смени све. FIFA примени агресивна тактика за надополнување на времето. Секое значајно задржување на времето беше амплифицирано. Просечното надополнето време од 4 минути се зголеми на 10 минути. Ефектот на оваа промена беше како видлив и веднаш функционираше. Намерното договлекување на времето драстично се намали, а со тоа се подобри течноста на играта, односно ефикасноста на самата игра. Тимовите кои што имаа да речеме 1-0 во 85-та минута, престана да размислуваат дека има само уште 5 минути, мора да задржуваат утакмицата на кој бил начин, и со самото тоа се смени начин на размислување, односно тактичката замисла кога стануваше збор за такви тесни водства. Премиер лигата беше следна која го имплементираше ова правило до целиот свој максимум во сезоната 2023-2024, каде што на крајот на сезоната се увиде дека просечното време на наполнување од страна на четвртиот судија било 8 минути, бројка која што не беше замислила до тој момент. Времетрањето на ефективната игра се зголеми за 5 минути во просекот од утакмица, што беше голем чекор кон подобрувањето на ефективноста на сите надпревари. Дојдовме до крајот на видеото, се надевам дека во најдобра слика ви представив тоа што сакав да ви го представам, односно да ви представам неколку аспекти од фудбалот кои што за доброто на самата игра мора да бидат забранети. Како и секој друг спорт што постои, така и во фудбалот, еволуцијата на играта е многу битна, односно сознавањето на некои лоши работи од играта и имплементирањето на нови правила за доброто на играта мора да бидат навремени, односно подобро да се направат порано него подоцна. Ова беше втората епизода од текомната сезона, каде што за прв пат на овој канал отворивме еден серијал каде што ќе збориме за фудбалот. Епизодите излегуваат секој вторник. Ако не сте го гледале, гледате го минатото видео. Ако сте го гледале, тогаш можеме да кажеме дека се гледаме следниот вторник со третата епизода. До тогаш, чао и се најдобро.